Регионална поддршка за инклузивно образование. Вака е насловен проектот на Советот на Европа, во кој е вклучено и средното стручно општинско училиште Моша Пијаде од Тетово. Имаме проблеми каде што децата не ваѓаат документи. Значи имаме две страни од тоа. Некогаш родителите не можат да прифатат дека е детето со посебни потреби, тогаш е многу потешка нашата работа за да ја спроведеме инклузијата на таквите деца, додека имаме и деца со посебни потреби кои доаѓаат во училиштето, мислам околу 15 официјално се водат. Но има исто така кои што се запишуваат и поради условите кои што ги имаме, дали со превоз нерешен, нерегулиран од страна на превозниците, дали на Министерството, си седат дома, се запишуваат, значи не доаѓаат, запишуваат класен испит, се праќаат на класен испит и ние сакаме тие деца што повеќе да ги вклучиме во наставата и затоа овој проект подигање на свеста на локалната самоуправа, за да успееме децата да ги вклучиме во нормално образование, односно да им понудиме како и за секој друг ученик. Денот на лицата со инвалидност беше повод со своји активности да се вклучат и учениците и професорите од ова училиште во кое се образуваат лица кои се со одредена попреченост. Нашето училиште е влезено во проектот за инклузивно образование, кој е поддржан од Советот на Европа и ова е првата активност каде што сакаме со низ за активности да ја подобриме свест, односно свеќањето на народот за децата, односно посебно за децата со посебни потреби, дека и тие се деца кои што можат да завршат образование и нашето училиште се стреми кон тоа да биде училиште за сите, односно да ја спроведе инклузијата на сите можни нивоа, а еден сегмент од нив е и учениците со посебни потреби. Ние денеска решивме да поделиме еден флаер каде што ја подига свеста на локалното население, да се запознае со активностите на самото училиште, да се запознае дека има и ученици кои што учат, завршуваат средно, иако имаат посебни потреби, и односно која е нашата потреба понатаму како училиште, за да се развие во едно посовремено училиште каде што инклузијата ќе биде спроведена што е можно повеќе. Во рамките на одбележувањето на меѓународниот ден на лицата со инвалидност, учениците од Тетовското земјоделско училиште поделија флаери со кои ги запознаа граѓаните за нивната мисија за поддршка на инклузивното образование.